Каде исчезнуваат македонските деца? За само 3 години 74 малолетни лица се водат за исчезнати. Од нив 65 се пронајдени. За 9 деца се уште нема траг. Малолетната Вања Ѓорчевска не е единствениот случај на исчезнато дете по кое што трага полицијата. На сајтот на МВР долга е листата на лица по кои се трага. Меѓу последните е фотографијата и податоците за Петар Џобески, за кој од 25 февруари 2022 година родителите се уште чекаат некаква информација каде е нивното чедо. Џобески исчезна на 10 годишна возраст во Мариовско. Станува збор за дете со попреченост, по кое што долго траеше потрагата. Во Кумановски Средорек пак исчезнаа две 5 годишни деца во 2010 година. Мирсанда Хелдовик и Дане Мемеди. Во речиси из период во Скопско пак беше пријавено исчезнувањето на малиот Митат Ибраими. Случаите кои има голем одек во јавноста се уште немаат разрешница. Семејствата на дечињата се неутешни, а полицијата немоќна. Од нив нема ниту трага, ниту глас. Потрагата е активна за 6 деца на возраст до 14 години. Станува збор за 2 деца од Скопје и по едно од Штип, Куманово, Прилеп и Гевгелија. Околностите под кои се исчезнати лицата не укажуваат на можно киднапирање согласно оперативните информации на МВР и пријавите доставени од страна на пријавителите. Инаку, Македонија нема систем за брзо алармирање за исчезнати лица. Најголемата помош граѓаните ја бараат на социјалните мрежи. Како добра алатка за пронаоѓање на исчезнати е американскиот систем Amber Alert. Се работи за механизам со кој преку SMS пораки, објави на телевизија, известување на аеродроми, хотели, гранични премени, се даваат податоци за исчезнати деца со цел нивно брзо пронаоѓање. Земјава има план да воведе еден ваков сличен модел, кој ќе се вика Најди ме. Како тој би функционирал? Откако ќе се пополнат информациите на веб страната со согласноста која ја дава пријавувачот, но и по проценка на МВР. Фотографиите од исчезнатото дете ќе се објавуваат на екраните на банкоматите, во такси компаниите, во ИСП, на рецепции на хотели, аеродроми, со цел граѓаните да го запомнат лицето на исчезнатото дете и да се пронајде побрзо. Оваа иницијатива ја покрена граѓанската организација Новинари за човекови права со поддршка од Австрија.